20 градинари од Струмичко и десетина производители на сливи, јаболка и круши од регионот на Радовиш и Конче ќе добијат грант од 300.000 динари за примена на агроеколошки мерки преку проектот за управување со сливот на реката Струмица. Проектот е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка. Подршката за земјоделците, според Димитрија Сековски од UNDP, ќе биде преку набавка на современа земјоделска опрема, како што се системи за микронаводнување, уреди за следење влажноста во почвата, системи за феритиграција, опрема за следење на појавата на болести и штетници. Во тек е програмата за воведување на агроеколошките мерки во земјоделското производство. Интензивирани се доста обуките, кои се и теоретски, но и на терен. Многу сме задоволни од реакциите на фармерите кои се вклучија, кои се одзваа на тој повик. Очекуваме кон крајот на годинава да привршат првата серија обуки, да се одржи тестирање, па оние кои ќе покажат најдобри резултати ќе станат нашите први грантисти, кои ќе бидат наградени со сет на опрема, на материјали со кои што ќе може да ги спроведат тие препорачани мерки во текот на наредната сезона. Откако ќе ги пребереме искуствата од таа работа, ќе размислуваме за втори, трет циклус на грантови за земјоделските производители. Сековски вели дека оваа промена на земјоделските практики ќе предонесе за зголемување на приносите и намалување на примената на агрохемикалиите и водата за наводнување, со што директно ќе се намалат производствените трошоци, како и влијанието врз животната средина. За сите избрани земјоделски површини ќе се направат детални почвени анализи врз основа на кои ќе се изработуваат програми за наводнување и исхрана на културите. Идејата на програмите е избрана преку пилот фарми да станат пример за современо и одржливо земјоделско производство, што ќе може понатамо да се пресликува на многу поголема земјоделска површина во сливното подрачје на реката Струмица.